Пратеничката Солза Грчева се спротистави на бојкотот на парламентот од нејзината партија СДСМ. Таа преку медиумите порача дека борбата за демократијата треба да се води и во парламентот. Гласот на пратеникот под имунитет допира до секој човек и ова мора да е дел од секоја добра стратегија. Како и неколку пати досега се повикува на тоа дека СДСМ учествува во сите други институции на системот, како локални управи, совети, комисии, па додава дека бојкотот само на парламентот не е доволен. Конечно, додава Грчева, не се согласувам моето пратеничко место да се поклони на други сателитски партии, зашто постојат најави. Покрај Грчева, во собранието ќе се врати и Љубица Буралиева од СДСМ, а претходно се врати Роза Топузовска-Каревска од ЛДП. Македонските власти презедоа извесен број на значајни мерки за спречување и борбата против трговијата со луѓе, но остануваат уште многу предизвици, се вели во извештајот на Грета, групата на Советот на Европа за борба против трговијата со луѓе. Во извештајот се укажува на дополнителни мерки за да се осигура вистинската идентификација на жртвите, како и тоа сите мерки за помош, вклучувајќи и достапен јавен фонд, да се реализираат во пракса. Стартуваше бродската линија Охрид-Поградец меѓу Република Македонија и Република Албанија. Бродската чартер линија, која ќе се обраќа од Охрид до Поградец во Албанија, се воспоставува со цел во текот на летната туристичка сезона по воден пат да се превезуваат туристи во двете земји. Се поголем број на странски инвеститори ги потврдуваат своите инвестиции во Македонија, посочи министерот за странски инвестиции Бил Павлевски за телевизијата Канал 5. Приоритет на новата влада ќе биде зајакнувањето на економијата и привлекувањето на повеќе инвестиции за да се отворат што повеќе работни места. Веќе имавме неколку компании кои ги најавија своите инвестиции следниве месеци, посебно во овој летен период очекуваме неколку од овие компании да започнат со производство. И други компании се во процес на донесување на финална одлука за да инвестираат во Република Македонија, изјави Павлевски. Системот за безбедно тргување преку интернет PayPal оваа недела, како што пишува на официјалната страница, влегува на пазарот во Македонија со проширувањето во 10 нови земји. PayPal брои 148 милиони активни сметки низ целиот свет. Системот на PayPal е основан во Соединетите Американски држави 1998 година. Во Европа е достапен од 2004 година, а од 2002 година е во собственост на eBay. Русија и Србија ги потврдуваат договорите околу гасоводот Јужен Тек и потребата проектот да биде реализиран, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров од Белград. Сите досега донесени одлуки остануваат во сила, нема никакви промени во плановите, рече Лавров заедно со српскиот вице-премиер Ивица Дачич. Лавров додаде дека нема сомнение дека прекинот на проектот е привремен. Јужен Тек е единственото системско решение на проблемот со снабдувањето на газ на југоисточна Европа, додаде Лавров. Македонскиот бизнисмен Џон Гашовски, кој пред 2 дена е пронајден мртов близу Волонгонг, Австралија, со куршум во главата, е убиен од страна на професионален убиец кој зад себе не оставил никакви физички траги, вели во првото обраќање кон јавноста австралиската полиција. Ги истражуваме сите негови контакти, посебно со неговите најблиски бизнис партнери и сонародници, од кои повеќето имаат големо полициско досие и се познати како членови на криминални групи, соопшти полицијата во Сиднеј. Турција прави се што е во нејзина моќ за враќање во земјата на киднапираните турски граѓани во Ирак, изјави турскиот вице-премиер Булент Аранч. Во ирачкиот град Мосул минатата недела во 2 различни напади на џихадистичката група Исламска држава во Ирак и Левант беа киднапирани околу 80 турски граѓани, возачи на камиони и вработени во турскиот конзулат и членови на нивните семејства. Спасувачката помош доставена на Грција е дребулија во споредба со потребите на Украина, која западна во длабока економска и политичка криза, изјави еврокомесарот за енергетика Гинтер Етингер. Комесарот за енергетика предупреди дека помошта за поранешната Советска република не може да биде обезбедена за само едно лето. Тука станува збор за помош во износ од милиарди со учество на нашите даношни обврзници и избирачи, на Европската комисија, Соединетите Американски држави, Канада и Меѓународниот монетарен фонд, нагласи еврокомесарот.